Подзаборовените македонски традиционални јадења повторно се приготвуваат, како дел од националната гастромакедонска кујна ќе бидат сервирани во ресторани и угостителски објекти со цел да се привлечат поголем број на туристи. Искуството од терен покажува дека странските гости сакаат да пробаат автохтони домашни јадења, кои освен што ќе се приготват, ќе имаат за цел и да привлечат поголем број на посетители. Ова е целта на проектот од Еразмус плюс програмата насловен како градење на идно образование во областа на туризмот, кој веќе е во втората фаза на реализација, а во кој покрај студентите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, од Факултетот за туризам и бизнис логистика, го спроведуваат и нивни колеги од 4 универзитети на Балканот. Околу 60 студенти заедно со професорите ги истражуваат рецептите на традиционалната гастрокујна и не само тоа, туку и ги приготвуваат. Истражувањата на студентите од УГД открија традиционални рецепти за правење на макало, баница со кумпир и мелешевска тава и многу десерти како бабина торта со гриз, ежовки и други. Група на студенти кои што учествува во истражувачката постапка извршија подготовка на традиционални јадења од Источна Македонија. Оно што можам да го кажеме дека полека на снага ги доведуваме за можност за избор на нашите туристички агенции, се оно кој што значи доведување на странски туристи во Македонија, можности да се промовира Македонија како туристичка гастрономска дестинација, со оглед на тоа дека се поголем замав кај младото население во Европа, особено од северните делови, доаѓаат група на посетители кои што барат нешто изворно, автохтоно, традиционално. Дел од проектот е и промовирање на алатката за пресметување на нутритивната вредност на традиционалните јадења. Калкулаторот пред се е наменет за професорите и студентите, но и за оние кои сакаат да знаат колку енергија внесуваат во своето тело. Изработен е на 5 јазици, основната верзија му на англиски, македонски, грчки, бугарски и хрватски јазик. Исто треба да послужи како маркетиншка основа за традиционалната кујна на земјите од регионот, се разбира уште еднаш, како за посетителите кои што самостојно барат дестинации за после, така и на туристичките агенции кои што работат на доведување туристи во односните држави. Мораме повеќе да работиме на промоција на домашната храна. Ова е заклучокот од втората работна средба со колегите од Бургас, како дел од тридневната работна посета на представниците од УГД на Универзитетот во Бугарија. Заклучивме дека имаме добри можности да им помогнеме на туристичките агенции, но и на локалното население да дојдат до поголем број така наречени таргетирани посетители, со оглед на тоа дека универзитетите немаат само цел да образуваат млади лица кои што би се подоцна вклучили на пазарот на трудот, туку имаат задача и да соработуваат со стопанските субјекти да вршат промоција на државите во кои што самите обстојуваат. Проектот Shaping the Future Education in Tourism или градење на идно образование во областа на туризмот се спроведува 6, а ќе трае 30 месеци. По оваа фаза од октомври започнува тренинг фаза во која градот Охрид од 23 до 27 октомври ќе биде домаќин на сите тимови кои работеле на собирање на рецептурите и изработка на националните јадења и ќе извршат меѓусебни посети на секоја од државите, представувајќи им ги на своите колеги начините на кои се приготвуваат националните јадења.